Тежок и речиси недостижен е патот за Македонија да влезе во Европската Унија. Иако на државата и се направија сите можни преседани, вели поранешниот председател и премиер на Македонија Бранко Црвенковски. Тој не е оптимист дека земјава наскоро ќе биде членка на ЕУ, па затоа предлага нова стратегија за приближување, односно да се искористат европските пазари и фондови. Голем дел од причините лежи во нашите собствени слабости и ја ќе набројам само дел од нив. Недозволиво висок степен на корупција и разни видови организиран криминал. Неефикасен, корумпиран и подложен на политички влијанија судски систем. Партизирана и неефикасна администрација. Се донесуваат европски закони, а се имплементираат на балкански начин. Неопходните реформи или се пролонгираат, или се спроведуваат половично. Можам да набројувам уште многу, листата е навистина долга. Но медалата, се разбира, има и друга страна. Европската Унија декларативно се залага за проширување, но во реалноста се уште не е подготвена за тоа. Стјепан Месик, поранешен председател на Хрватска, ги поддржува земјите од Западен Балкан да станат што поскоро дел од Европската Унија, но е скептичен дека со тоа што Унијата не е иста како пред 20 години, патот ќе биде многу потежок. Ниту една земја во регионот не е отфрлена поради надворешни политички цели за членство во Европската Унија. И покрај тоа, мене ми изгледа дека членството во Европската Унија се оддалечува од земјите на Западен Балкан, без обзир на сите поддршки и ветување од Брисел. Дека евроскептицизмот во земјава расте, алармираше председателот Пендаровски. Според него, џабе сменивме име кога повторно не сме во Европската Унија. Пендаровски кажа дека на Западен Балкан не му е потребен политички символизам, туку конкретна политичка одлука. Ако навистина има амбиции да биде геополитички играч, Европската Унија мора прво да го заокружи и обезбеди својот европски геополитички простор преку интеграција на Западниот Балкан. Според Пендаровски, Европската Унија мора да покаже поголема грижа за регионот и се надева дека на престојниот декемвриски самит Европскиот совет ќе има можност да донесе одлуки за побрза интеграција на Западен Балкан, наместо како што вели тој, да го одложува тоа прашање за по европските избори.